Добра вечер, почитувани гледачи. Денеска е светскиот ден на бубрегот, кој што се одбележува секоја година вториот четврток во месец март. Целта на одбележувањето на овој ден е да се подигне свеста за значењето на бубрезите за севкупното здравје на човекот. Токму затоа вечерва мој гостин е специјалист доктор Дитка Ивановска, интернист во Центар за дијализа Струмица. Доктор Ивановска, добре дојдовте. Драго ми е што имаме можност на светскиот ден на бубрегот да позборуваме и за бубрезите и за целокупното здравје на човекот. Најпрво би сакала да ги поздравам сите гледачи на ТВ каналот ВИС и како што вие најавивте, денешната тема е бубрег, а поводот е светскиот ден на бубрег. Како што кажавте, секоја година, вториот четврток од месец март е светски ден на бубрег, што представува една емисија точно за подигнување на свеста кај сите луѓе за значењето на бубрезите за целокупното наше здравје. Најнапред би сакала да почнам со некоја статистика, дека мораме да се раководиме од некои бројки, затоа што навистина, еве јас како доктор доста сум загрижена следејќи ги тие бројки. Се смета дека 1 од 10 луѓе имаат некаква бубрежна болест, без тие да знаат дека ја има таа бубрежна болест. И секоја година милиони на луѓе починуваат како резултат на хронична бубрежна болест. За жал, ако се оди со таа прогресија, како досега, се смета дека 2040 година бубрежната болест би била 5-та причина за смртност кај пациентите. Ако хроничната бубрежна болест беше, да не кажам, кај повозрастната популација, исто така можам да констатирам дека ова возрастна граница се повеќе и повеќе се намалува, така да сведоци сме на кои што заболуваат од хронична бубрежна болест. Сега накратко, колку што може да ме разберат и гледачите, да кажам за бубрезите и за нивната функција. Значи, бубрезите во нашиот организам се парен орган, се наоѓаат во грбот, значи под белите дробови, и нивната големина е до 13 см во должина, околу 5 см во ширина и можам да кажам визуелно како една тупаница. Значи толку се големи нашите бубрези. Мали, а колку голема функција вршат. Значи, бубрезите вршат многобројни функции. Меѓутоа, јас би се задржила на тие најглавните функции. Значи, една од главните функции на бубрезите е отстранување на отпадните материи од нашиот организам. Значи, затоа бубрезите уште се нарекуваат и прочистителна станица на нашиот организам. Значи, отстрануваат многу отпадни материи, меѓутоа тие се неколку кои што ние можеме да ги измериме и да ги видиме со лабораториските иследувања. Најчесто се уреа креатинин, мокрачна киселина, макар да можам да набројам многу други отпадни материи кои што за жал не можеме да ги измериме. Тоа е една основна функција на бубрезите. Друга функција исто така држи еден баланс и рамнотежа на нашето тело, на течности и на минерали. Како трета функција на бубрезите исто така доста значајна е учествуваат во еритропоезата, односно продуцираат црвени крвни клетки заедно со коскената срцевина. Понатаму во текот на разговорот ќе видиме токму поради таа функција зошто нашите пациенти имаат слабокрвност, односно анемија, и исто така една битна функција на бубрегот е
што прават активна, го активираат витаминот Д, потребен за нашите коски и мускули. Так. Доктор, ќе ја спомнавте таа светска статистика која што велите е во пораст. Какви се бројките на локално ниво? Во Центарот за дијализа во Струмеца колку пациенти има? Да, во моментот можам да кажам дека бројката на пациенти е 85 пациенти, од кои што 23 пациенти гравитираат од соседната општина од Радовиш. Значи, ние ги збринуваме и пациентите од Радовиш. Оно што можам да кажам дека еве и претходно во еден така неформален наш разговор ви спомнав дека за жал ковид пандемијата однесе многу животи од тешка клиничка слика, значи со пациентите завршија со тешки пнеумонии, некои на клиники, некои кај нас тука на инфективно оделение. Така што имавме повеќе од 15 пациенти кои што за жал почина како резултат на ковид пандемијата. Значи, тоа се наши пациенти имунокомпромитирани, со намален имунитет, хронични болни, со повеќе коморбидети и можам да кажам дека тогаш драстично ни се намали бројката на пациенти. Меѓутоа, еве, како показател, последната недела имаме 5 нови приеми, што значи навистина бројката е доста голема. Сметате ли дека ковидот со сите своји последици што ги носи може да биде и причинител за нови случаи на бубрежно болни лица? Затоа што многу ми насметаат дека можеби пак и периодот, затоа што имавме и долг период на пандемија, на болници кои што работеа со намалени капацитети. Можеби пациенти кои што навреме не се пристапиле кон збринување. Да. Навистина не можам да ви одговорам на прашањето дали ковид пандемијата ќе ја вложи бубрежната слабост, бидејќи времето се уште ние не сме го прекинале ковид пандемијата, се уште е присутна, постојат уште забрани еве кај нас пациенти што доаѓаат од странство се уште морат да имат значи PCR тест за ковид, значи се уште не е крената забраната за ковид пандемијата. Се разбира, тука ќе има многу работа, многу дискусија, какви се последиците од таа ковид пандемијата. Можеби ќе дискутираме во едно догледно време што направи таа пандемија со нашето целокупно живење. Така. Зборуваме за хронична бубрежна болест. Може ли да ја дефинираме што представува пациент кој што како изгледа или кои се симптомите на хроничната бубрежна болест? Можам да ви кажам дека по дефиниција, макар да сакав да избегувам дефиниции, за еве пошироката јавност полесно да ме разберат, меѓутоа тоа е една болест, една прогресивна и реверзибилна болест која што трае повеќе од 3 месеци и дава трајни структурни и функционални пореметувања на бубрегот кои што можат да бидат со нарушена гломеруларна филтрација или не. И сега јас затоа почнав со функцијата на бубрегот и сега што представува кога таа функција, бубрегот ќе се оштети и таа функција тој нема да ја врши. Како што кажав претходно, значи основна функција е елиминирање на отпадните материи. Кога бубрегот ќе заболи, таа елиминација ќе биде намалена, така да ќе се качат тие деградационни продукти во крвта, нема да бидат елиминирани преку урината и ќе дадат симптоми, значи кога имаме покачени уреа, креатинин, симптоми на главоболка, конфузност, потоа несоница, значи гадење, повраќање. Тоа реков ако се покачени деградационните продукти. Другата функција што спомнав е балансот на течности и на минерали. Значи, кога бубрегот нема таа функција вишок на течности да ги изфрла, тие течности некаде се акумулираат во нашиот организам. И пациентот ќе примети дека има отоци најчесто околу очите, околу глуждевите, над лањките,
Значи, таа задршка на течност ствара еден, да не кажем, круг, додатно волуменски се оптеретува срцето, се покачува крвен притисок. Значи, како што кажав, учествува во еритропоезата, значи ќе биде намалена продукцијата на црвени крвни клетки, со што ќе се јави еден анемичен синдром кај пациентот. Пациентот ќе има замор, малакственост, глад за воздух, краток здив, може тука и сексуална дисфункција да има, една депресија, значи тие се одлики на анемијата, а како недостаток на Д витамин, кој што е одговорен за ресорбцијата на калциумот и кој учествува во градбата на коски, значи пациентите ќе имаат слабост во мускули, потоа болки во зглобови, значи тоа се симптомите кои што укажуваат. А доктор, ке спомнавте дека можно е да постои бубрежна болест, но и да ги нема симптомите видливи, изразени и едноставно пациентот да не препознае дека нешто се случува во неговото тело. Што во такви? Значи, токму тоа сакам сега да кажам, дека тоа е една подмукла болест и пациентот не знае дека има бубрежна болест. За жал се јавуваат во касен стадиум, кога веќе ќе почнат тие симптоми да се јавуваат. Меѓутоа, токму за тоа ќе кажам ризичните групи на пациенти кои ќе се препознае во таа ризична група, значи да права превентивни прегледи и без симптоми најмалку еднаш годично, најмалку, со една крвни анализи, лабораториски исследувања, ехо на абдомен, кои што ќе сугерираат дека кај тие пациенти можеби се развила и бубрежна болест. Значи, постојат повеќе ризични групи. Пред се би кажала дека хипертензијата е една од причините. Значи, тука би сакала да се надоврзам со една статистика, еве, од нашиот диализен центар. Значи, во светско ниво васкуларните заболувања, односно хипертензијата како причина за хронична бубрежна болест и диабетот водат некоја мртва трка, да кажем. Конкретно, ние со кои податоци располагаме, кај нас васкуларните заболувања се на прво место. Значи, за развој на хронична бубрежна инсуфициенција. Значи, една несоодветна лекувана хипертензија може пациентот да го доведе до хронична бубрежна слабост. Значи, еве во таа ризична група, нека се препознаат пациентите кои што имаат хипертензија. Потоа, пациенти со диабет, значи редовна контрола на диабет кај диабетолог, значи кога се има индикација поставување на времено на инсулинска терапија, проверка кај офталмолог, значи ако пациентот има една ретинопатија, значи оштетување на крвните садови на окото, многу сме сигурни дека ќе има оштетување и на крвните садови на бубрегот. Значи, ретинопатијата е многу често поврзана и со нефропатија. Значи, кажавме хипертензија, диабет, исто така инфекциите на бубрезите, гломерулонефрити, пиелонефрити и сега наследните заболувања. Значи, ако некој во поблиското семејство страда од бубрежна болест, значи потесното семејство треба да направи скрининг и следувања. Дали, значи ние со наследство го примаме од нашите родители, изгледот, карактерот, однесувањето, интелектот и меѓутоа за жал ги наследуваме и болестите од нашите родители. Така да можам да констатирам еве дека во нашиот центар има доста наследна болест, тоа е адултна полицистична бубрежна болест, а кај некои центри воопшто не е присутна. Значи кај нас наследната компонента во нашето поднабие е доста присутна. Значи ние имаме 2 сестри на диализа, брат и сестра, други 20 во крвно сродство. Значи зборуваме и за наследните заболувања, тука секако би ги броила обструктивните нефропатии, значи кај пациенти кои имат хипертрофија на простата кај мажите или каменче некое, нели, кое што може исто така да доведе до иреверзибилно оштетување на бубрегот. Значи, пациенти со автоимуни заболувања, посебно тука би го спомнала системскиот лупус, и можам да ви кажам дека
може во ниедна од тие ризични групи да не се најде пациентот, а сепак на крај да има некоја хронична бубрежна болест. Сакам да кажам, како и кај другите болести, така и кај хроничната бубрежна болест, понекогаш за жал причината останува непозната. Тогаш зборуваме за недиференцирана хронична бубрежна болест. Значи, тоа е апел до пациентите. Ако се во некоја од таа ризична група, правете скрининг, барам еднаш годишно. Што подразбира скринингот? Скринингот тоа кажав, значи една обична лабораторија, значи ако се покачени вредностите на тие деградационни продукти, значи има формули со кои се присметува гломеруларната филтрација и се гледа во кој стадиум на бубрежна болест е. Значи има 5 стадиуми на бубрежна болест. Петиот стадиум е веќе пациент со гломеруларна филтрација помалку од 15 мл, така да тој пациент веќе е на диализа. Значи, меѓутоа сега сигурно ве интересира прашањето што ако пациентот се јави на време. Да кажем, се јави на време, еве некој што уредно си прави се прави уредни, докторот пресметал дека тој има некоја бубрежно заболување. И тука можам да кажам дека има болести каде што ние може да делуваме. Значи, хипертензијата ќе ја ставиме под контрола, дијабетот ќе го ставиме под контрола. Ако има некоја обструктивна болест, значи истата да се реши каменче на бубрек или операција на простата. Значи, има некаде каде што може да делуваме, некаде не може да делуваме. Не можеме да делуваме, да кажем, на наследните заболувања или на да кажем, автоимуни заболувања. Меѓутоа, што е целта па тука на лекувањето? Ако не можеме да делуваме, тогаш зошто би се јавил на доктор, нели? И сега нашата цел е тука да ја спречиме таа прогресија. Да не оди таа прогресија толку брзо, да не е пациентот од 2 стадиум ни дојде право на 5 стадиум. Значи, адекватното лекување, можеби ние ќе го продолжиме значи, векот, квалитетниот начин на живот на пациентот за 5, 6, 10 години, што не е малку. Значи, ако пациентот треба да дојде на диализа, а ние тој период со адекватно лекување, совети, нели како тој да се однесува за болеста, ако го пролонгираме тој период, тога сме направиле многу за пациентот. Која е најниската граница, односно најмладиот пациент што го имало во центарот за диализа во Струмица? 15 годишна. Значи, тоа е навистина една многу ниска граница, значи деца во адолесцентна возраст се исто така подложни како и возрастните. Тоа најверојатно сакавте и да го кажете кога рековте дека старосната граница се спушта. Значи во тие ризични групи исто така не ја спомнав и старосната граница на 65 години. Значи исто така и тие треба да прават редовно исследување без разлика што немаат симптоми. Доктор, ке имаме ли кај нас пациент кој што има потреба од пресадување на бубрек во Струмица? Има некој кој што е на листа? Сега тоа сакам да ви кажам. Ако пациентот дошол во 5 стадиум на хронична бубрежна болест, значи тогаш лекувањето е на 3 начини. Значи лекување со трансплантација, со перитонеална диализа и хемодиализа, која што ја вршиме кај нас. Значи, најчесто е хемодиализата лекување на 5 стадиум, перитонеалната диализа е многу поретка, се врши во домашни услови, потребни се голема едукација на пациентот, бидејќи тој самиот учествува во процесот на диализа и обично ние имаме само еден пациент кој од хемодиализа, значи може од едниот во друг облик да се помине, само еден пациент што е на перитонеална диализа, меѓутоа кај него се исцрпеа сите други можности за да се прави хемодиализа. И трансплантацијата, можеби во догледно време тоа е идеално решение, значи трајно решение за болните од хронична бубрежна болест во 5 стадиум. Значи, нашиот закон понапред беше само исклучиво од жив донор, сега може од кадаверичен. Гледаме дека свеста кај луѓето се менува, се повеќе
значи се донираат органи, се спасува некој друг живот. Тоа е исто така еден долготраен процес, трансплантацијата, треба компатибилност на донорот да има. Така да, еве, има листа на чекање. Нашите пациенти сите се, нели тие што се за трансплантација се направени потребните исследувања што треба, хајла типизација, антитела и така натаму, значи се ставени на листата на чекање, меѓутоа тоа навистина не зависи процес и така, не се знае како. Процес кој не зависи лично од нас. Апсолутно. Рековте, во нашето подјебе се појавуваат, се зголемува бројот на лица со хронична бубрежна болест. Колку начинот на живот, колку животниот стил на човекот влијае за добивање на хронична бубрежна болест? Можеме ли да бараме фактори и надвор во околината? Да, како што реков, значи се е тоа рефлексија на претходните. Диабетот се зголемува. Мислам, диабетот е, да не кажам, епидемија на новото време. Хипертензијата исто така. Човек ретко веќе во понапредна возраст да не прима барем еден лек за хипертензија. Значи, начинот на живот е исто така битен. Зборуваме кај луѓе кои што веќе имаат проблеми, со бубрези. Тука покрај медикаментозната терапија доста е битна таа селф-контрол, значи само контрола од страна на пациентот. Значи треба да ги следи препораките од докторот и тука доста влие начинот на живот и исхраната. Значи, зборуваме кај пациент кој има некој тип на бубрежна болест. Значи, ако бубрегот во некоја порана фаза, да речеме во. Так. Значи, во однос на тоа, ние правиме, значи, секојдневно мени на нашите пациенти, што треба да примат преку храна, течности и така натаму. Значи, кога пациентот покрај таа медикаментозна терапија, значи, ние даваме антихипертензивна терапија, антидиабетична терапија, даваме D-витамин, нели, преку уста, капсули. Исто така е битно дека кај овие пациенти доста е зголемен фосфорот. Значи, не се елиминира фосфорот, кој што значи, учествува еден дисбаланс на односот калциум-фосфор и дава реперкусии на зглобовите, на мускулите. И сега кај тие пациенти, ако имаме зголемен фосфор, даваме фосфор врсувачки лекови и еритропоетинска терапија, бидејќи рековме и хормонот еритропоетин не се продуцира од оштетениот бубрег, исто така има ампули, ние ги даваме, значи во зависност од нивната крвна слика се дозира, а исто така и преддиализни болни, ако се анемични, исто така примаат во болницата еритропоетинска терапија. Во однос на исхраната, сакав да кажам, дека пациентот, ако има некоја бубрежна болест, тогаш ограничување и во однос на внес на одредени продукти и во однос на внесување на течности. Значи тоа, посебно во летниот период, значи пациентот чувствува жед, потреба за вода, а ние го ограничуваме да внесе поголеми количини на течност. Значи, обично се даваме еден совет на пациентите да измерат колку тие измокриле и плюс 500 мл да можат да примат течност. Мислам дека ограничувањето со течност им представува најголем проблем, меѓутоа еве сепак треба да ја сватат сериозно нивната болест. Значи, сепак кога станува збор за пациент со хронична бубрежна болест, потребна е една голема дисциплина, еден ред на животот кој што треба да се стави и на кој што треба да се придржуваат за да можат полесно да се носат со болеста. Тука исто би кажала ограничен внес на сол, бидејќи исто солта прави задршка на течност, жед, чувство на жед. И калиумот, значи калиумот се испрла преку диализа,
кај болните што се на дијализа, нели. Меѓутоа, исто така, калиумот може да го видиме како зголемени вредности на калиум, а самите зголемени вредности даваат некогаш и малегни аритмии на срце. Значи, треба да го советуваме да прима продукти со помалку калиум. Значи, ние ги советуваме нашите пациенти кај има калиум. Значи, има доста во чоколадо, во банана, во домат, има во сокови, во јаткасти плодови. Значи, да избегнуваат внесување на тие продукти кај што има калиум. Исто да избегнуваат продукти кај што има фосфор. Значи, фосфорот го има во млеко, млечни производи, риба, месо. Веќе, кога зборуваме, навистина главен енергетски материјал се протеини, кои што учествуваат во изградбата на сите клетки во нашиот организам. Без протеини не може да се замисли, нели, живеењето, нормалното живење и функционирање на нашиот организам. Меѓутоа, тука советуваме протеините, нели, ги има и од органско потекло и од животинско, да бидат од животинско потекло. Значи, и некаде и ограничување имаме на внес на протеини, кај тие хронично болни сметаме 1,2 грама на килограм телесна тежина, мислам, треба да примат. Секако пациентите не можат тоа, нели, на калкулатор да пресметат колку токму протеини да внесат, меѓутоа нашиот совет е да избегнуваат посебно сувомесната храна, фастфуд храна, значи конзервирана храна. Значи, повеќе да биде на домашна, на исхрана, свежо приготвена. Свежо приготвена храна. И сега имаме доста така корисни совети, например, зеленчукот да се стави во вода, потоа да се фрли првата вода, значи со тоа некој како превентивно и подобро измивање на зеленчукот, така. На производите. Друго, жета, еве сега во летниот период, доста често поставувано прашање, значи, ние ќе кажеме земете пола литро, нели, едно шише пола литро и голка по голка, нели, да ја намалат нивната жет. Или летен период советуваме дури и лед. Значи, праваме начин парче мраз да држат во уста. Да држе и да се намали тоа нивно чувство за жет. Докторке, дали секоја болка што ќе ја почувствува пациент во бубрезите треба да биде аларм или има и други причини кои може да доведат до бубрежна болка? Значи, за жал, хроничната бубрежна болест, освен ако нема камче, нема болка. Нема болка. Затоа викаме треба да ги разграничиме. Да, болката е еден симптом што ќе те натера да се јавиш на доктор. Меѓутоа, тука зборуваме за една подмукла болест која што развива симптоми дури кога ќе дојде во некој напреден стадиум. Значи, болката, ако има некоја обструкција, некој каменче, ќе те натера да се јавиш на доктор. За жал, кај хроничната бубрежна болест немаме болка. Повеќе се присутни другите симптоми. И уште едно прашање, како да ги зачуваме бубрезите здрави? Знам дека не постои магична формула, но еве една порака до граѓаните, затоа што, нели, зборуваме за витален орган во нашето тело. Значи, зборувам за здрави бубрези, едно мото од Сдруженијето за бубрежни болни нефрон, кој што дава препорака луѓето што се здрави да пијат една чаша вода наутро. Значи, да го почнат денот со чаша вода. Значи, да не е бубрегот дехидриран, нели, да има доволно течност, зборуваме кај пациенти со здрави бубрези. Значи, како да ги заштитиме бубрезите, доволно да ги хидрираме. Значи, зборуваме кај луѓе кои што нели имаат здрави бубрези. Се чини дека водата е една магична напивка, затоа што постојано се вели дека доволен внес на вода во организмот обезбедува на некој начин правилно функционирање на нашиот организам. И уште да ни спомнете дали има и други активности поврзани со Светскиот ден на бубрегот, кои што се организираат овде или во државата? Гледам на
повеќе места се одржани некои така едукативни предавања. Значи, тука пред некоја година во Струмица го обележа значи, светскиот ден. Сдруженијето на бубрежни болни нефрон е доста активно. Можам да кажем едно од најактивните сдруженија на пациенти. И тие организираат, значи, знаат да организираат посети еве во Струга, значи на наши пациенти и на пациенти од страна. Исто така наши пациенти, пак преку Сдружение Нефрон, знаат да одат во Босна, во Србија, на некои нивни заеднички средби. Значи тогаш ние обезбедуваме диализни третмани во местата кај што одат. И сега кај нас конкретно, значи сме спремиле флаери за сите пациенти. Секојдневно, искрено да ви кажем, ние секојдневно вршиме едукација на нашите пациенти, им даваме флаери за исхрана, како да се однесуваат. Сваќаме дека ова е хронична болест, значи не е лесно пациентот 3 пати во неделата, по 4 часа минимум трае диализата, а може и повеќе, и 5 часа да трае. Значи 3 пати во неделата, 5 часа е врзан за апарат. Така да, еве сега, јас планирам едно предавање за нашите пациенти. Го спремам предавањето, значи сум одржувала и друг пат, меѓутоа еве на нивно барање беше малце да се подобрат условите, временските услови. Значи за светскиот ден на дијабетот исто така имавме едукативни предавања за нашите пациенти. Многу активности кои што да овозможуваат една широка едукација, па и гостувањето вечерва е во таа насока, да се едуцираат граѓаните, да се крене свеста, едноставно да бидеме свесни дека здравието мора да се чува и треба да се контролираме. Јас многу ви благодарам за вашето гостување, за убавиот разговор, за вредните информации кои што ги споделивте со нашата публика и да се надеваме дека нема да имаме силна прогресија на пациентите со бубрежни болести. Благодарам и на вас на поканата. Се надевам ќе се видиме во некоја друга прилика. Така. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на Канал Вис.